магична сцена за Маријан Умов. Здраво, Маријане, како си? Добро е, здраво. Ви благодарам што ме поканивте. Убаво се осеќам, доста е пријатно и со овие перничиња. Да, баш се снимаме во театар комедија. Пред 2 години те вработија, односно ве вработија 10 актери, млади во драмски театар. Скоро со сите од нив имам направено емисии и се работи за навистина одбрани актери кои што си го знаат својот занет. Кога ќе кажам си го знаат својот занет, значи дека дадената шанса ја искористиле максимално и сега останува времето да си покаже како ќе се развивате како актери. Но во секој случај, оној прв печаток е дека сте баш солидни, солиден материјал за брусење за работа и тоа се покажува со секоја од наредните представи кои што ги играте. Имаш играно во 4 представи од новите во театар драмски и сум те гледал во сите и во сите се ми оставил убав печаток. Посебно ќе ја извојам болва во уво, иако и за другите можам да кажам дека си доста солиден. Обично глумците имаат афинитети глумачки уште од деца. Нешто слично било и кај тебе, но не си знаел сам, него ти открила професорката по македонски. Обично тие се кривците што станувате глумци. Како беше со тебе? Па така не знам, некако веројатно подсвесно се развивало тоа. Увек сум сакал да играм, да пеам, да кажувам смешки, да се преправам. Може и тоа најточно, да се играм. Знаеш, она игра, сме играле многу, ајде, едниот ќе биде таткото, едниот мајката, едниот, не знам, ќе биде мајсторот, не знам, колички, шоферот, поима неам. И се сеќавам и сега и на една игра, ја не играв многу компјутер. Играв, али немав компјутер едно време. И кај братучет ми идав и он имаше Need for Speed. И он беше махер у тие возење на коли. И ја немав што да правам и седев до него и глумев сувозач, а нема у таа игра сувозач. И сега јас си измислувам улога, за да ми биде и мене интересно, он игра, пази сам игра, тоа е игра за сам, и ја од страна како вози десно, вози лево, мислам, и влегувам улогата на сувозач и ги гледав тие тоа емисии и ваѓа така, не знам, сум имал увек желба за љубопитност да го откривам светот преку све и свашта онака, све ме интересирало, Discovery сум гледал многу. И како работите се направени, ова перница, од што е направена, зошто е овака, зошто е така, дури некај и филозофија. Од мал така ме интересира работи и веројатно и од таму тргна се и после има уште една ситуација, се случи некоја кражба кај нас дома, кај моите кај што живеевме, ја бев не знам 10-11 години. И сега тоа пази сериозна работа, кражба кај комши, овие сите испаничени, и доаѓа полиција и ни звони нас да даем изјави, ја искачам. Јас си замислувам дека сум инспектор, кај можел да дојде крадец, мислам, толку онака наивно, ама да ме гледа некој... Ама влезе во улогата. Ама влегов, ја сериозен, онака, јас дете од 10 години, онака, откривам кај бил крадецот, како влегов. Јас стварно сакав да дознам како се случило тоа. И мене не дека нема потреса, ама на друг начин ми отвори некоја друга ова. И тоа веројатно се резултираше со таму една вежба во 8 оделение, 7-8, една учителка по македонски, вика, ај напишете драма дома. Седнам, ја измислувам, онака пишувам нешто кралеви, крал лош, што не ги третира добро неговите соработници. И ја играме таа драма, ја глумам и она вика, Маријан, ти зашо вика не пробаш глума? Толку вече. Од тогаш нешто ми се вреже у мозокот. Ја не пробав одма, после средно се пријавив у театарска секција, после отидов кај Магдалена Ризова една година у детско драмско и така тргна, не знам. Ето. Тоа беа почетоците. Да, така некако. Роден си во Штип. Да. Како мал се преселуваш во Скопје, но имаш 2 дома и Штип и Скопје ти се. Да, 2 дома ги менјам. Порано по потреба. Да, порано почесто, сега се поиша врски помалку. Одам таму во Штип, ама го почитувам и гледам кога ќе можам, онака кога сум слободен да отидам, имам таму баба и дедо, роднини, сите ми се таму, братучеди. Така да кога сум слободен одам, ги посетувам и таму се осеќам како дома. Доаѓаат да те гледаат на представи, родниниве, пријателиве од Штип? Па кога можат да, у Штип кога играм обавезно се сите таму.
И сега требаше да дојде тете ми у Белград, случајно испадна, ама не можеше, али ете, пробуваат и тоа го ценам. А имаш играно во Штип? Имам играно, неам во Штипски театар како дел од нивна представа, него имам играно со независна представа Вистинскиот запад. Правевме тура низ Македонија и игравме еден ден во Штип, па во Велес другиот ден и така. Малку си направивме наша една турне. И како свој на своето си беше во Штип? Многу убаво, иако имавме многу широка сценографија и не пола, едно делче него собираше, па позади цена го пикавме, сепак ми беше топло, онака убаво, зашто сум дома. Имаш големо искуство со таа сцена, да речем, што не е во театрите под национална капа што се. А и ти самиот си со став дека е подобро кога ќе заврши актерот одма да не се вработи во тие театри, него да си го најде можеби потешкиот пат до театарот. Па да, мислам, нема правило, ама некако моето мислење е дека прво треба да работиш нешто чисто без големи финанси, без без други улоги. Например, во Независниот театар ние сме биле се. И сценограф, и светломајстор, и сценец, сум носел и сценографија, сум се килавел, и уште носам. И тоа ми е кеф. Сам си ги пеглаш костимите, дури некојаш сам си ги наоѓаш костимите. И тоа е една убава работа што те учи на една дисциплина, на еден ред, и некако работиш тоа затоа што сакаш да го работиш. Нема пари таму. Нема да се збогатиш. Нема таму некоја слава, нема да станеш познат преку тоа. Тоа го правиш само затоа што сакаш да го правиш тоа. И кога ќе добиеш таква една дисциплина, кога ќе добиеш такво една почит кон тие работи, кога ќе влезеш после у театар, знаеш да го цениш тоа, знаеш да ги цениш тие нешта кои што не си таму заради некоја друга цел, туку си таму заради чист театар, онака искрен театар. И мислам дека тоа се гледа во луѓето кои што сме биле дел и уште сме дел од независната сцена, се гледа како една дисциплина и една почит. Кажи кои се сте таму и кои представи ги имате направена? Значи, ние сме Сдружение Штрих, оформено пред 4 години, независно театарско здружение, кое што уште активно работи. Најчесто правиме представи, но и перформанси, имаме и преводи на стручна литература. Таму сме јас, Борис Василевски, режисер од Прилеп, Јанка Левкова, актерка, Томислав Давидовски актер, колега исто Иво Драмски, Ава Хусини, председател на Сдруженијето и актерка во Штипски театар исто така, Марио Стојановски, драматург и преведувач, Андреја Марковска, продуцент и тие сме, мислам дека сите ги кажав. Како се договарате? Секој од нив е скоро во различен дел. Работиме партизански. Немаме хиерархија некоја, немаме пирамида. Се Ава ни е председател точно, ама сите гласаме, мнозинството одлучува. Тоа што сите групата сака да го прави, тоа ќе го прави. И тоа што ни помага во тоа е тоа што на почетокот кога се оформивме заради идејата да има чист, искрен театар, да го кажеме тоа што сакаме да го кажеме и да сме некако на некој начин да не сме закјутени, да не сме замолчени. Туку ако сакам да кажам ова и ова, ако сакам да го изнесам тоа, ако ми стои овде, ќе го кажам и ќе го направам. Ако треба да дојде до некоја промена која сакам да ја постигнам, ќе ја направам. Без разлика дали од страна луѓето ќе се застанат за тоа, ама јас ќе го направам тој чекор, првиот чекор. Така некако. Некоја чиста мисла, чиста идеја, што вака звучи многу идеалистички, многу убаво, а у суштина треба многу работа. После доаѓаат реалните ствари, немаме пари, задолжувања, ама сето тоа е занемарливо со оној плод што го добиваш. Стварно, искрено, мислам дека креирањето внатре во независниот театар, особено во ова Сдружение Штрих, за мене лично, многу ме ослободува, многу ми помага и разбирањето со колегите е фантастично. Во МКЦ претежно ги дававте представите? МКЦ, во зависност од тоа кај ќе направиме договор. Првата ни беше Убителски театар, имаме две во МКЦ, во МОБ имаме една, до пола, би рекол до пола, затоа што се изигра 2-3 пати и после не избркаа таму. Така да се кубури со простор. Тоа е најголемата зафрканција во независен театар, ама идејата е тука. Идејата е идеална. Да.
Се враќаме повторно во Драмски театар за да ве примат вас 10 мина, што ве одбра. Беа пријавени 100 актери, да речем. Какви се очекувањата, што очекуваше ти кога настапи, што мислеше ќе те примат, нема да те примат? Како ти беше, како се чувствуваш? Нормално стресно, имаше стрес, нормално. Ама тие беа првите денови. Онака, дури одберам што ќе работам, дури одберам кој монолог. И више кога влегов во монолозите, кога влегов во некоја там фаза кај што веќе почнав да ги отварам тие работи, ми станаа многу поинтересни тие ствари од овие мои стресови за дали ќе ме примат. Си викам, што се замарам, знаеш, веќе него ни размислувам, веќе почнав да си градам таму и си викам, ако не ме примат, барем сум влегол тука, си го правам. Си ги направил монолозиве идеално. Да, и тоа само стимул ми беше онака да идам дале, само стимул ми беше да работам, дека имам дедлайн или за 10-15 дена. И ништо не ми беше невозможно, знаеш, се ми беше возможно, кога тие се деновите, си реков, ја ќе одам мојот максимум да си влезам во мојата зона, ако биде, биде, ако не биде, сме живи и здрави. Сам се спремаш, така? Сам, да, сам. Ми помагаа доста, и бев на ФДУ доста често, и многу ми помагаа некои студенти. Исто тоа мислам дека е многу важно, секојаш кога си во контакт со студенти по глума, тоа е безпрекорно, тоа е една таква благодет, зашто увек те враќаат на бейзик, на ресет, увек нивното око е најчисто. Знаеш, нема компромиси тука. Или е добро, или не е добро. Нема тука компромис. Еј, сега, ова што ќе кажа, и тоа ми помогна искрено, таму многу совети добив, онака тие се викаат the fundamentals, од основите на праење на една етида, знаеш, и тоа ми помогна многу. И голема благодарност, не знам кај се камерите, до сите студенти... Сега те снимат од кај... Да, до сите студенти што ми помогна од ФДУ, пошто и увек ми помагаат. И некако имаме таа комуникација, јас знам да им кажам, го градиме тој однос на искреност. И многу ми се свија што во оваа генерација и во помладите генерации искреноста е таа што турка напред. Не туркаат некои маски, некои не знам мора да биде добро, не мора да биде добро, не мора ништо да биде. Мора само да сме искрени и ако сакаме да напредуваме да си кажуваме отворено. Отвори Орман, стави го. Затвори Орман. Не можеме да го донесемо. Типа Роналдо! Се плашам, Вандолфо, се плашам. Ти си таков интелектуал. Човека немој, не! Човека немој, човека немој! Здраво, јас сум Маријан Нумов и го играм ликот на Кола во представата Животот на провинцијските плејбои после Втората светска војна. За мојот лик ќе ви откриам само едно нешто, а тоа е дека прави се, работи се, а добива многу малку. Односно, работи се, а добива ништо. Во Болва Вува, последната премиера во Драмски театар, Нина Елзесер има најдобра улога направена и таа ќе се памети низ годиниве, но втора улога која што ќе се памети низ годиниве е твојата. Се работи за улога на човек кој што има говорна мана и многу тешко да го одгумиш тоа
и ти тоа го направи до совршенство добро. И иако не се разбира што зборуваш, иако ако се сконцентрираш максимално, можеби и ќе почнат луѓе да ти ги фаќаат зборовите, пошто ти навистина зборуваш, не дека блебеташ нешто таму. Ти навистина го говориш текстот, но неразговетно, и таква е улогата, треба да не се разбира. Но толку добро е направена, до совршенство добра улога. Таа е чиста десетка улога, тоа секој чест за тоа што го направи. Напорно беше. Баш оваа граница измеѓу дали се разбира, дали да не се разбира. И секако тука на почетокот, нели старата болова улога, имаш начинот на кој што Чоре го направил. Така. И тоа го гледав и можда на почеток и ме водеше малку кон тоа. Ама после тоа заедно во комуникација со Синиша скршнавме тој пат и беше веќе чекор кон непознатото. Веќе беше одење по жица. Или ќе паднеш од жица, или ќе продолжиш право. И доста варијанти пробав, не само таа, една, друга, трета, 500 варијанти, и на крај се одлучив за ова. Ова е некако школски најпрецизна. Луѓе кои што го немаат тој горен кровче на устата, се вика, не е ни непце, така е преводот, пошто нема друг збор, Так. да не се дообјаснува веројатно. Тој е кров, оној клефт пелет го викаат, кој што помага да удире јазикот и да излегуваат звуците како што излегуваат. А ако го нема, тоа одат во носот и се доаѓа од тука. И по тоа се водев. Доста напорно беше баш да се најде тој баланс, за да и се разбира и да не се разбира. Пошто Синиша ми рече, слушај, најбоље, мислам дека е боље да не се разбира. Што одевме ние во варијанта кај што се разбира, ама е како мафлд нешто, како изместено. Ми вика не, да не се разбира. Да се разбира, ама да не се разбира. И тука е тој баланс, што уште го правам, знаеш. Мислам дека кога ќе дојдеш здравие на 10-та, 15-та изведба, може тоа ќе се развива сигурно и ќе биде веќе на друго ниво. Ама ова ниво докај што сум стигнат се окей. Задоволен сум со тоа. Убав процес беше. Не можам да кажам дека беше лесен, беше многу тежок, ама беше креативен и охрабрувачки од страна на Синиша и од страна на цел тим што работевме. Знаеш, ние имаме мани, имаме уште некои сипаници, ја ги викам тие детски, ама ги лечиме со процес, од процес у процес. И за да ги излечиме ни треба ваков човек како Синиша, што е доста охрабрувачки, мотивирачки, доста застанува зад нас. Да. И не тера, значи не сум јас овде, вие треба да се сакате, вие треба да правите. Јас сум само еден кој што ќе дојде, ќе ви направи, ќе ви даде нешто, ама вие ќе останете. Вчера имавте представата, денеска повторно ја играте. Да. Вчера имавте и проба денска. Да. Денеска немате проба денска. Колку се битни тие проби денски и зошто се прават? Обично на направена представа си доаѓаат само највечер се играат. Ретко кога пробуваат. За мене битни се затоа што рефрешираат. Рефрешираат, стегаат. Знаеш, многу лесно да се одстегне, многу лесно да се отиде у некоја друга вакво. Овие стегаат. Ова се работи за една ситуациона комедија, фарса, која што, да, е за забава на публика, но сепак има ситуација. Од Фејдо и тоа и Синиша сам го многу пати го кажуваше, многу се точно напишани работите, многу се правилно. Ако ние излегуваме од шарки, ќе видите дека ќе скршнеме од патот. Не функционира. Мора да си внатре ситуацијата, ситуацијата е перфектно наместена за тебе. Само треба да ја најдеш, да ја отвориш и да изиграш до крај. Толку. И сега тоа делува вака лесно. Лесно е вака да го кажеш. Ама мислам и затоа ќе се навратам, пробите помагаат да се навратиме на основата. Да не скршнуваме. Многу е лесно сега ми се насме публика на ова и да кажам нешто друго таму рендом од надвор. Да, може ќе профункционира нешто, но многу е битна сме внатре ситуација, особено за оваа представа. Во еден момент ти ставаат, добиваш апаратче, непце каде што треба да почнеш да говориш нормално, и тоа многу интересно го направи. И тоа говориш, но не е тоа баш нормално. Да, исто, тоа решение го откривме со Синиша многу доцна, ама испадна да е супер. Таа ти е омилена представа од овие 4-те кај што глумеше? Немам омилена представа, сите представи ми се драги до сега. Единствено мило ми е што се чувствувам добро во сите представи. Тоа ми е мило. Овде уште не сум до крај опуштен. Мислам, тоа ќе дојде со изведби.
но ми е драго што секој лик има свој пат. Така. Секој лик води, не води внатрешната сигурноста, него води нешто ново. И ми е мило што сум открил нешто и се надевам уште повеќе ќе откривам. Сите имаат свои линии, сите имаат свој начин на функционирање и свој ден, би рекол. Знаеш, денот на представата, ликот си има своја точка и си постои таму кај си постои. Повеќето од младите глумци се занимавате освен со глума и со нешто друго, со спорт, не знам, со музика. Знам за тебе дека свириш гитара, така? Да. И дека сите женски ги имаш фатено на гитарата. 90%. 90%. Имам некои женски таму фатено на гитара, ама моменталната девојка немам фатено на гитара. И тоа ми е... Ама и свириш и одржуваш врска. И свирам, да. И свирам и тоа ми помага искрено, гитарата ми помага да се опуштам доста често и да, пример, да влезам од друг некој сетинг и некојаш си измислувам и песни, свирам за себе генерално. Не свирам у бенд, сум свирал порано, можда некад ќе се склопам и многу представи свирам, да ти кажам. Кај Мартин Кочовски у Only Artist Left Alive свирев у Ibn Byers и уште пар представи и многу ми е убаво така кога ќе слушам жива музика на сцена ми е фасцинантно. Ако е добро направено. Бенд кој има на сцена кога е оправдан ми е хит, онака ми е супер. И тоа ми помага музиката исто, онака, ја мислам дека инспирацијата за театар не се зима само од театар, него се зима од се. Музика, уметност, ликовна, филм, поезија, така еден склоп. Знаеш, исто работевме една представа независна Снег на Зоја Бузалковска и таа беше за хаику поет. И баш за да станеш мајстор на хаикуто, мора ги познаеш сите уметности. А највеќе да живееш. Така да мислам дека одговорот е сите уметности да ги познаваш, не мора до крај, ама највеќе да живееш и да си заинтересиран, да си љубопитен за луѓето и за нештата. Како е оваа перница направена? Што ти се врти на тебе денес во глава? Кои проблеми? Знаеш, да ме интересира и за тебе, не само овде, знаеш, што му се мота него, дур снима, што јадел са бајле. Знаеш, такви некои основни работи, не се сите работи тешки филозофии, знаеш, за луѓе е работа. Луѓе, ние не седиме цело време дома, мислиме, не знам, не слушаме само величенствени работи, знаеш, мислиме и обични работи. Така што мислам дека уметноста е склоп на баналното и величенственото. Ете, така би ја рекол. А за да се стигне до величенственото, мора да го знаеш и баналното. Мора да те интересираат луѓето. Се знаеш колку уживам кога ве снимам, затоа што сте непресушен извор на енергија, посебно вие младите. Баш ми е драго. Кажи ми за спортот, знам дека и на спорт фаќаш многу женски. Реално на почеток и не ме биваше нешто многу, па и не сум некој спортски тип, не ме бива нешто многу за спорт, ама сите спортови ги имам пробан. Значи, почнав со пливање, карате, фудбал, имам промашено празен гол. Да, скрос, онака. И кошарка се пронајдов, иако не личам дека у кошарка би се пронашол, али таму основно тренирав доста и после тоа баталив тоа пак со 300 спорта, пливање, теретани. Така што и спортот искрено е врзан со театарот на некој начин. И баш овој Борче Василевски, голем поздрав до него, он е режисер со кој што доста соработувам од независната сцена. Он вика, театарот е као фудбал. Јас сум менаџерот, јас сум режисерот и сега вика бирам играчи, а морам да знам кој што улога игра, знаеш, кој е дефанзивец, кој е шпиц, кој ќе повлече, кој ќе подаде, кој е себичњак, па треба да го искарам, знаеш. Кој е мотор на екипата, знаеш, трча на сите страни. И така да и од спорт доста инспирација наоѓам и сакам да спортувам. У задње време трчам и пливам. Сега воздухот е многу загаден моментално и не го правам тоа. Ама веројатно ќе идам на базен сега да заврши денес представа, па ќе идам. А девојка ти те поддржува во ова што го работиш? Апсолутно. Не од нашава бранша, да речеме, уметничкава? Не, скроз е надвор од тоа и ми помага, затоа што, као што кажав, некогаш ми доаѓа премногу од само еден правец на размислување, знаеш, театарските, филмските размислувања. Ми треба нешто од страна, нешто сирово такво, нешто, не знам, нешто друго. И она ми помага многу тоа, голема поддршка ме, голем поздрав и до неа,
многу ми помага да се откривам и себе си и да ги откривам ликовите во себе. Сакаш да патуваш? Сакам, иако не го правам многу често тоа у последно време, и мислам дека на тоа треба поработам. Тоа е најискрено и за себе си го кажувам. Не знам, ти патуваш? Многу. Тоа морам да почнам да го правам поише. Сакам да патувам, ми се случија некој патување годинава, ама мислам, чувствувам натре дека не е доволно. Не знам колку е доволно. Никогаш не е доволно, од патување не можеш да се заситиш и секој ново патување те тера на уште друго патување да одиш. Цел живот патувам и нема да престанам, мислам, да патувам. Следно кај беше? Сега бе во Мадрид пред 2 недели. Супер. Не сум бил во Мадрид, добре? Многу е добро. Мадрид ќе го споредам со Скопје. Вчера поминувајќи низ центарот, оде во МНТ да гледам представа и гледам нешто подукрасиле. Мадрид беше, како што е огромен градот, целиот беше украсен. Не знам колку елки, не знам колку тргови има, не знам колку елки имаше, не знам колку од светки направени, не знам, облици различни на жени, на мажи, на елени, на дедомразовци, на што се не. Луѓе врие вака, народ. Немам видено повеќе луѓе на едно место. Немам видено огромни плоштади со милиарда луѓе. Тие, не знам колку, 4 милиони има жители, рачуна дека 7 со флуктуација од соседните градови и туристи. Јас мислам дека сите беа излезени на улица. Многу. А Барселона сум бил, Мадрид уште не сум отишол, ама Мадрид е подобар од Барселона, да знаеш. Ќе имам у предвид тоа и ќе Мало предавање за Мадрид. така. Така што да, патувањето е сакам многу поише патувам и се надевам до година ќе си го остварам тоа. Се снимаме на крајот од 2025 година. Емисијата сигурно ќе оди во 2026 година и ти посакувам многу убава 2026 година и сум, да не речам сигурен, дека по онаа улога што ја направи во Болва во увод ќе се редат секако позначајни улоги. Така што следното снимање ќе не биде многу брзо, Мацко, да знаеш. Живи и здрави, па нека дојде. Да, ќе дојде. Нека дојде. Сакам да те вратам уште малку во Штип пред да се одјавиме. Дали на новогодишните празници практикуваш кај баба, дедо, кај роднините да одиш во Штип, кај ќе ги поминиш, што ќе правиш? Божик Божич во Штип, секогаш во Штип, да. Едино кој има стварно треба да има голема работа за да не се случи тоа, не знам, некој стварно големо невреме бура па да не стигнеме, ама генерално Божик е таму фиксиран. Секој Божик трпеза со баба и дедо, живи се, нека ги поживее. Нека ги поживее Бог, да. Бог да ги поживее. Здрави се, сега за сега. Се радуваат, како не. Не може да те гледат во Болбова, така? Не, баба ми дедо ме гледа у Штип со една студентска представа, гостувавме ревизор. Сега веќе се и стари и не може да, баба ми не може да оди баш најбољи и сепак на телевизија ако фатат некоја емисија, веројатно ќе фатат нешто или на интернет. Ќе видат. Тоа може сега за сега, ама ми е драго што дојдоа на една представа, изгледа така да. Али да, празнициве, Божик има мојата глава одредена слика, одреден мирис од баба баницата со прасу средина, вака баница страна, така мириса цел дом, вино се става, на бадник се крши лепчето. Таа една исто она ги месеше, сега не знам дали ќе меси оваа година, не знам колку може, ама мислам дека мајка ми ги помага, една како пупиња така и се кршат. Нема, тоа е стварно идилично. Така да тоа ќе биде за Божик, за нова година, искрено, со другари, другарки и така. И со девојка. Со девојка ми се разбира, да. Девојката мора да е главна. Мора. Она договара. Таа договара, таа се прави. Да. Ќе поздравиш многу, не ја спомнавме по име. Да, не мора. Не мора, нека остане. Ка остане тајна мистерија. Да, тајна мистерија, како се вика девојката. Супер направила глумец и нека го негува и да го направи уште подобро тоа што е сега. Фала ви многу за поканата, многу беше пријатно. Се гледаме и да сме живи и здрави. Посакам здравие и среќа на сите вас и да се чувате. Тоа е. Фала, да се чуваш и ти. Те гледам во февруар на следната Болва во Се гледаме. Многу ми е мило. И мене, Мацка.